Ова 2017 година ќе биде запаметена како една од најнеповолните за земјоделското производство во регионот на Кочанската котлина. Неповолните временски услови во одредени периоди од годината оставија речиси катастрофални последици врз овошките, житериците и градинарските култури. Прво мразот на крајот од април ги пеплоса овоштарниците, кога израснаа цели плантажи со вишни, круши, јаболка, ореви и друго. Потоа долгата суша и екстремно високите температури ги преполовија преносите кај житните и индустријските култури, како и кај градинарските на отворено. Нарушената вегетација во природата негативно се одрази и врз пчеларството, поради што пчеларите бараат прогласување на елементарна непогода. Кога секи се собера, останува загриженоста дека престојат неизвестни есен и зима со намалени количини земјоделски производи и значително повисоки цени. Сепак најкритично е во ридско-планинските реони, каде временските непогоди најдрастично се одразија врз овошките и земјоделските култури. Мештаните велат дека оваа година нема ниту да пробаат сливи, јаболка, круши, ореви и друго, бидејќи тоа што се спаси од мразот го доуништи сушата. Овошките оваа година измрзнаа целосно. Нема ништо од овоше. Сега издржуваат некој, го нема суша и се е изсушено. Више листите почнаа да паѓат, више и со сено, и со храна, со зоб. Е тешка ситуацијата. Се нема јачмек, цените ќе бидат Па не може да луѓето да посејат, тоа што посејат добри бидува близата, али малку пред тоа. Секој се новија сега купува слама. Тоа е катастрофа. Сите гледаме во небото, колку ќе заврне, ако заврне, ќе биде малку подобра ситуацијата. Граѓаните стравуваат од значително повисоки цени на градинарските култури кои ги користат за подготовка на зимница. Доматите и пиперот уште сега држат висока цена од 30 до 50 денари за килограм. Повисоки цени од минатогодишните се најавуваат и за крставичките, карфиолот, зелката, морковите, бидејќи кај сите е регистрирано намалување на преносите односно родот.